Од утре на сила стапуваат владините мерки за штедење на струја кои предвидуваат 15% заштеда. Мерките се однесуваат на сите државни институции и тие заедно треба да го амортизираат недостатокот и скапиот увоз на струја. На ваков чекор државата се одлучи отколку берзанската цена на струјата се вимна највисоко досега и ги урна сите надежи за стабилизација во економијата. Дали државните службеници се подготвени да го рационализираат трошењето на струја? Согласно со одлуката на влада и сетот на препораки и задолженија за намалување на потрошувачката електрична и топлинска енергија, и имајќи во предвид дека сме обезбедени со нафта за престојната грејна сезона, се приклучуваме кон мерките и препораките на владата. Со ова грејните тела кои и ќе бидат во употреба, кои претходно беа користени, и исто така со редуцирање на електричната енергија во канцелариите и просториите во библиотеката, се надеваме дека ќе допринесеме за намалување на електричната енергија. Одлуката на владата за намалена потрошувачка за сега звучи цврсто, бидејќи министерот Бектеши за непослушните најави и санкции. Очекуваме одговорен однос на сите раководители и државни службеници. Доколку мерките не се почитуваат, следува промена на раководителите, изјави министерот Бектеши. Од друга страна, колку владата ќе успее во ова намера е неизвестно, бидејќи под контрола треба да се стават над 1300 институции и околу 130.000 вработени. Во исто време, владата со препораки за штедење апелираше и до општините. Како тие ќе ги спроведат препораките? Ние и пред тоа, како општина и нашите стручни лица, направивме состанок да имаме план разработено. Факт е дека ќе почитуваме и мерките и мислам дека ќе се справиме со кризата до сегаш. Доколку се успее во намерите, ова значи 15% помалку увоз на скапа струја и нејзино пренасочување во стопанството кое очајно бара помош во борбата со струјните цени.